вести на Канал 8. Добро дојдовте. Кочани ќе добија регионален ковид центар како мерка за здравствена заштита од епидемијата од коронавирусот. Формирањето на ковид центарот е по предлог на Министерството за здравство, а во соработка со локалната самоуправа. Вкупно 16 општини во државата, меѓу кои и Кочани, ќе добијат регионални ковид центри. Се работи за градови каде веќе функционираат општи болници или здравствени домови. Предлогот за формирање на ковид центрите потекнува од Министерството за здравство и од Комисијата за заразни болести, а градоначалниците веќе дале подршка. Се работи за обезбедување дополнителни времени капацитети, односно монтажни модуларни болници или пак креирање посебни патеки и услови во некои објекти, како и лоцирање и прилагодување на други капацитети што би можеле да се адаптираат и користат како привремени ковид центри. Активностите се дел од подготовките на здравствениот систем за есенскиот бран на коронавирусот, а целта е да се обезбеди соодветен третман и триажа на пациенти кои се позитивни или сомнителни на COVID-19. Со отворањето на ковид центрите нема да се влијае и попречува редовното работење на болниците и здравјето на другите пациенти. Градоначалниците на Гевгелија, Куманово, Квадрци, Струмица, Кичево, Дебар, Гостива, Струга, Кочани, Охрид, Велес, Тетово, Штип, Битола, Ресен и Прилеп по иницијатива на Министерството и заедницата на единиците на локални самоуправи одржале работен состанок при што ја изразиле подготвеноста и се согласиле да ги стават сите капацитети на располагање што се во нивна ингеренција. Според најавата од ресорното министерство, активностите за подготовка на евентуален есенски бран на COVID-19 ќе продолжат на 14 јули, кога заедно со Комисијата за заразни болести и со директорите на болниците во споменатите градови ќе организираат состанок. На оваа средба треба да се разгледаат здравствените капацитети и техничките потреби на објектите. Инаку, од почетокот на епидемијата досега се регистрирани вкупно 8111 пациенти со COVID-19, а во моментот бројот на активни случаи е 3526 лица. Започна распределбата на картичките за новите корисници на зелена нафта по програмата за 2020 година. Во Кочани и општините што ги покрива подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, вкупно такви земјоделци се 186 и може да дојдат во подрачната единица да си ги подигнат картичките. Земјоделците кои имаат картички од лани можат да точат евродизел гориво веќе од понеделник 13 јули по 10 часот. Исто така и земјоделците кои прв пат годинава стекнаа право за добивање картичка за зелена нафта, веќе од денеска можат да одат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и да ги подигнат зелените картички. Горанчо Миладинов, раководител на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, подрачна единица Кочани, истакна дека започна распределбата на новите картички за зелена нафта. Има вкупно 186 на број во општините што ги покрива подрачната единица во Кочани, а се по програмата за директни плаќања за 2019 година, односно за сите оние земјоделци кои во 2019 година за прв пат поднеле барање за директни плаќања. Воедно, оние кои веќе имаат картички од лани, по автоматизам ќе им бидат надополнети со средства во износ од 50% од реалниот трошок врз основа на барањата за директни плаќања од понеделник 13.7 и ќе можат да почнат со користење на картичките, односно да точат евродизел за земјоделска механизација на сите бензински пумпи на Мак Петрол, додава Миладинов. Кој колку средства ќе има на картичките ќе зависи од видот на производството и од културата која ја пријавиле за субвенции. Со персонализираната картичка за зелена нафта и со расположливите средства ќе може да се точи исклучиво евродизел гориво за земјоделска механизација. Годинава преку оваа мерка се покриваат 50% од производниот трошок кој е утврден согласно методологијата, а на сметките на околу 60.000 земјоделци ќе бидат вратени 280 милиони денари. Со овие средства директно се придонесува за намалување на производствениот трошок што го имаат земјоделците, а со тоа домашното земјоделско производство станува поконкурентно на пазарите. Водостопанство Брагалница наскоро ќе го стави во функција и левиот магистрален канал од хидросистемот. Во тек е расчистувањето на коритото на каналот, пошто водата ќе потече до земјоделските површини во Виничко и Зрновско.
Механизација и работници на водостопанската подружница Брегалница од Кочани го чистат левиот магистрален канал од хидросистемот, со што ќе се овозможи наводнување на околу 500 хектари земјоделско земјиште во атарот на општините Виница и Зрновци. Од подружницата информираа дека се отстрануваат натрупаните наноси од земја и обраснатата вегетација во коритото на бетонскиот канал, со што се обезбедува нормален проток на водата. По направениот увид во состојбата со каналот утврдено е дека е неопходно чистење по целата негова должина. Со тоа би се овозможили услови за неопходните интервенции за санирање на каналот. Поголем дел од расчистувањето е веќе завршено, а оваа сезона вода ќе може да се дистрибуира до површините на земјоделците од Истибања, Виница, Лески, Зрновци, Мородвис и дел од Видовиште. Механизацијата и понатаму останува на терен и ќе продолжи со чистење во правец на селото Теранци. Во изминатите години земјоделците од овој регион постојано реагираа затоа што со нефункционирањето на каналот не можеа да ги наводнуваат нивите. Главна причина што водостопанското претпријатие не ја пушташе водата беа големите оштетувања и негрижата тие соодветно да се санираат. Левиот магистрален канал од хидросистемот Брегалница е долг 36 километри и е проектиран да наводнува 2000 хектари во целиот регион во подножјето на Плачковица. Кочани е дел од групата градови во државата во кој се одржува 15-тото издание на Актофестивалот на современа уметност. Во тие рамки се реализира проектот за сликање мурал на зградата на водостопанство Брегалница. Со изработка на мурал на фасадата на водостопанската подружница Брегалница во Кочани, продолжува програмата на 15-тото издание на Актофестивалот за современи уметности во продукција на организацијата Факултет за работи што не се учат. Според организаторот на Актофестивалот, идејата за изработка на мурал во Кочани е во правец на соработка и активирање на локалната средина во продукција на културни настани за заедницата, а пораката, солидарноста е лекот за јакнење на имунитетот, е со цел да се потенцира важноста на солидарноста во актуелни услови на здравствена криза. Според Филип Јовановски од Актофестивалот, иницијативата за исцртување мурали на јавни простори е со цел на креативен начин да се зборува за одредени теми кои покренуваат и мобилизираат не само поединци, туку цели групи и заедници, кон активирање и работење на заедништвото и заедничкото во градењето на едно праведно општество. А токму заедништвото и заедничкото, како и културата на солидарноста, се покажале како најургентни прашања кон кои сите треба да се фокусираат во време на пандемија со коронавирусот. Покрај тоа, оваа програма критички ги адресира, преиспитува и истражува прашањата што се поврзани со модерното визуелно и архитектонско наследство, естетиката како и последиците во денешниот свет. Автор на муралот е уметникот Ненад Тонкин, а реализацијата е во партнерство со општина Кочани. Муралот во Кочани е дел од серијата што деновиве се изработуваат на површина од 600 метри квадратни во уште 6 други градови: Битола, Прилеп, Велес, Штип, Гевгелија и во населбата Ченто во Скопје. Со служење света божествена литургија и без традиционалната литија до паркот, во Кочани одбележан празникот на градот Петровден. Годинава изостанаа и традиционалните концерти кои општината ги организираше секоја година по повод празникот. Поради состојбата со коронавирусот, годинава храмот Свети Великомачени Ѓорги во Кочани не ја одржа традиционалната литија до паркот кај чешмата со насликаните фрески на светите апостоли Петар и Павле, каде што секоја година се сечеше и славскиот колач. Во неделата на денот посветен на светиот апостол Петар, познат кај народот како Петровден, кога и слава на градот Кочани, во храмот се отслужи утрена богослужба со света божествена литургија, на која заради оправдани причини отсуствуваше надлежниот митрополит Иларион, а со литургијата богослужија свештеници од Кочанското архиерејско наместништво. Верниците кои беа присутни во црквата, почитувајќи ги мерките за заштита од COVID-19, се причестија, палеа свеќи и се молеа за здравје. Оние пак кои имаа куќна слава и го носат името на светителите Петар и Павле, го слават својот именден. На крајот од службата свештениците ги благословија и пресекоа колачите, а пред делење на нафората беа избрани новите црковни одборници, кои од сега се членови на црковниот одбор, дадоа заклетва и се потпишаа за нови избрани одборници во црквата.
Павловден пак, кога се чествува споменот на светиот апостол Павле, традиционално е празник на градот Виница и по тој повод во храмот Свети Архангел Михаил беше отслужена света архиерејска литургија, на која ќе учествуваше владиката Иларион во сослужение со свештеници од Брегалничката епархија. Бидејќи од оправдани причини владиката Иларион не присуствуваше на литургијата по повод Петровден во Кочани, од Кочанскиот храм информираа дека ќе служи во недела на 19 јули. Оваа година, заради состојбата со COVID-19, изостанаа и традиционалните концерти кои општина Кочани ги организира секоја година по повод празникот на градот Петровден. Сдруженијето на уметници од Виница со годишна изложба по повод 15 години постојање на Сдруженијето. Представени 26 уметнички дела од 8 автори членови на Сдруженијето. Во галеријата Венеција во Виница се одржа ликовна изложба по повод 15 години од постоењето на Сдруженијето на уметници Посетителите имаа убава можност да погледнат вкупно 26 уметнички дела од 8 автори: Гордана Времцовска, Катица Алексова, Дејан Спасов, Миливој Симеонов, Влагица Стојановска, Маријана Иванова, Дарко Богданов и Сонја Димитрова. Изложбата е финансирана од Министерството за култура, Општина Виница и Домот на култура Тошо Арсов. На Сдруженијето на уметници од Виница ова е 8 самостојна изложба на уметнички дела. Уметниците кои живеат во Виница, како и уметниците кои се од овој град, а живеат во други места, меѓу кои Лондон, Софија и Скопје, но потекнуваат од Виница, се представија со вкупно 26 дела, керамика, графика, цртежи, масло на платно, акрил. Токму Виница од новинарите во регионалниот центар Исток, кој е во рамките на ЗНМ, го доби признанието град на културата во регионот за 2019 година. А ова признание на градот ќе му биде врачено на 24 овој месец на специјалната ноќ на источните Оскари, што ќе се одржи во комплексот Аурора на Беровското езеро. Почитувани, со временската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме на вниманието. Довидување.